Тежак е животот било, мама бој да не беше доживеала. Од овој потешко ништо нема. 4 месеци оваа жена е врзана за кревет откако во очи Нова година преживеала тешка операција со вадење на вода од главата. Од тогаш таа секој ден преживува пекол, чекајќи ги негователите од Црвениот крст во незиниот град Крива Паланка. Ружа Величковска преживува со скромна пензија од 11.800 денари, иако е во тешка здравствена состојба, сепак е одбиена од Центарот за социјални работи Куманово да добие надоместок за туѓа нега. Мамо, добра ли си? Ова е незиниот 45 годишен син кој е единствениот што се грижи за неа. Игор е разочаран од институциите и зачуден од однесувањето на комисијата при Центарот за социјални работи во Куманово, откако му ги вратиле документите и одлучиле дека неговата мајка нема никакво право на надомест за туѓа нега. Разочарувањето е уште поголемо, бидејќи како што вели дознал од чаршијата, дека тој не е на партиски список на СДСМ и затоа не е продолжен надоместокот, иако после операцијата неговата мајка е во уште полоша здравствена состојба од претходно. Мајка е, за нејзе правам се што треба. Она е правила за мене, пошто она е самохран родител на мене од 3-месечна возраст. Она се е грижила цел живот, она е била и мајка и татко на мене. Да ми школува, да ме отрасне, да ме одоми, да ми скочи пресред, да не чувствувам дека ми фали вториот родител што не сум го имал. Секојдневието на Игор не е лесно, бидејќи неговата мајка со месеци е неподвижна и нема доволен приход за лекови, а камоли за се останато. Поради лошата финансиска состојба, Игор се вработил и ги ангажирал сестрите од здравствениот дом Крива Паланка да ја посетуваат неговата мајка, но и таа помош не траела долго. Еден ден, враќајќи се од работа, ја нашол својата мајка на под, а собата била приполна со медицински отпад. По овој настан се обратил во Црвен крст и сега има само 2 часа помош од негователите, додека тој е на работа. Очаен поради ситуацијата во која се наоѓа, Игор се прашува колку човечност има во комисијата која одлучува за човечки судбини. Крајно бев шокиран и мислев дека тоа ми го кажуваат на шала, пошто тука има документи, еве камерата нека ги види, од 4 специјалисти, отпусно писмо, од операција. И не знам, ги прашав, добро, дали е тоа конечниот одговор? Ми кажа, да, тоа е одговор, вашата мајка не ја следува туѓа нега. Ги прашав зошто нема доволно докази и диагнози за туѓа нега. И покрај тешката здравствена и финансиска состојба, Ружа Величковска има надеж дека ќе стане од кревет и повторно ќе се прошета во чаршијата во Крива Паланка. Алфа побара став од Центарот за социјални работи во Куманово, но оттаму до почетокот на вестите не добивме никаков одговор.